Додека битолчани се гушат во смог, а Битола е еден од најзагадените градови во Европа, Наташа Петровски и нејзините директори се луксузираат со народни пари. Прашуваме, дали е вистина дека за јубилејната прослава на јавното предпријатие Водовод, кој е под капата на Петровска, СДСМ потроши не помалку, туку 15.000 евра. 15.000 евра пари на граѓаните за алкохол, пијалаци и храна. Имено, неодамна јавното предпријатие Стрежево исто така се почасти со луксузна јубилејна прослава. И тоа со виски, бајадери и други луксузни додатоци, што можеа јасно да се видат од фотографиите кои осамнаа во јавноста. Па јавно го прашуваме директорот на јавното предпријатие Стрежево, дали овие луксузи се исто така платени со парите на граѓаните и колку народни пари беа потрошени за оваа луксузна забава. За скандалот да биде уште поголем, директорот на јавното предпријатие Водовод ја вработил сопругата на својот колега од јавното предпријатие Стрежево како водоинсталатор. Па граѓаните се прашуваат колку реално сопругата на директорот ќе извршува оваа функција или пак ова е уште едно од многуте непотистички сценарија на Петровска и СДСМ. Петровска институциите со кои управува повеќе од една година не се грижат за граѓаните на општина Битола. Петровски и нејзините директори не спроведија нити еден значителен проект за граѓаните и да го подобрат нивниот квалитет на живот. Затоа бараме веднаш да сносат одговорност за погубните политики кои ги спроведуваат.